Не може да обезбеди ниту 80, ама сонува за 118 пратеници за да ги внесе бугарите во уставот. Премиерот Димитар Ковачевски најавува дека речиси сите пратеници ќе гласале за она што власта го ветила без да може да го обезбеди, ама не знае ниту кога точно ќе продолжи собраниската седница која беше прекината поради тоа што го нема потребното двотретинско мнозинство. Ковачевски одбегна да одговори дали овој собраниски состав воопшто ќе ја продолжи оваа седница ако не бидат обезбедени 80 пратеници. Седницата за уставните измени ќе продолжи тогаш кога ќе бидат створени услови за тоа, односно кога ќе се знае дека најголемото мнозинство на пратеници во собранието веќе има разбрано дека ова одлука која што треба да се донесе. Ще заклучи ако до крајот на овој собраниски мандат не се одбезбедат 80 пратеници, нема да продолжи гласање. Гледате, до крајот на овој собраниски мандат има уште скоро година дена. Да нема 80 ќе продолжи некогаш таа седница. Јас велам дека 118 ќе има на крај. Спротивно на она што си го посакува Ковачевски е цврстиот став на опозицијата дека уставни измени под овие околности и бугарски диктат се невозможна мисија. Околу изјавата на премиерот дека ќе гласале 118 пратеници, лидерот на ВМРО ДПМН вели дека веќе подолго време не ги слуша пораките од Ковачевски, бидејќи биле лажни и со двојна намена. Првата цел е да ја држи кохезијата во рамките на партијата, која што според неофицијални информации е поделена на неколку структури, е тотално демотивирана структурата на СДСМ. Иако не им даде некаква надеж, тогаш предпоставувам дебаклот кој што ќе се случи на следните парламентарни избори ќе биде уште поголем. А втората цел е порака до меѓународната заедница. Еве, оставете ни уште неколку месеци да крадеме и да лажеме. Секако напролет се редовните парламентарни избори. Мицкоски говореше за средбата со Сарацин, каде што опозицијата го потврдила својот став дека за нив вакви уставни измени се неприфатливи. Потенцира дека тие средби не се воопшто едноставни, туку станува збор за жестоки средби, на кои се разговара и за геостратешките проблеми. Запрашан зошто не се сретнал со Михаел Рот, лидерот на опозицијата вели дека воопшто нема потреба да се сретне со секој странец кој ќе дојдел во државава, а власта си ја злоупотребила неговата покана од невладина организација за своји политички потреби.